Почитувани гледачи, викендов во прекрасните предели на Кожув планина за прв пат се одржа настанот на отворено Алшар 2016 под мотото "Допри го сонцето" открија тајната за почетокот на светот, а во организација на Сдруженијето Тиквешки точакџи. На настанот имаше голем број на учесници, исто така и голем број на посетители. Јас не би зборувала повеќе, би им оставила простор на нашите гости да кажат се во врска со организацијата и реализацијата на настанот. Тоа се господинот Живко Гурев, господинот Ласко Јованов и господинот Бојан Маринковиќ. Само мал дел од организаторите. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдов. Вашата мисија. На самиот почеток ви честитам за успешната реализација на настанот, а оно што сакам да ве прашаме од каде идејата, од каде потекнува иницијативата? Идејата потекна многу одамна, но да се реализира една идеја не требаше малку време да се оздреиме. Кога за прв пат го извозивме Алшар, тоа беше негде 2015 година, си рековме ајде да ги поканиме нашите пријатели да ја видат ова убавина што ја нуди оваа планина. Така се роди идејата и еве 2016 го реализиравме овој проект. Што се ви беше потребно за да реализирате еден ваков настан и колку време ви беше потребно за да подготвите се? Па, рутата за големата и малата тура уште веднаш ги дефиниравме, али за да се организира овој настан негде потрошивме околу 6 месеци со анализи, стратегии, како сето тоа да го подготвиме. Пред се ни беше потребна и добра волја за целата организација. За колку време успеавте да се спремите, се да подготвите? Па, како што кажа Бојан, потребно беше за сета реализација некаде на околу 5 до 6 месеци. Значи значително долго време. Сега би го запрашала председателот на Сдруженијето, значи "Допри го сонцето" открија тајната за почетокот на светот е мотото. Од каде идејата за ова мото? Па, самото име Алшар и идејата потекна од тој дел е име кое што можеби не е многу познато во пошироката јавност, меѓутоа луѓето кои што имаат слушнато за тоа име, знаат дека Алшар е место, рудник, кој што крие многу тајни. Така да мистерии и тајни кои што ден денес не се сите откриени, меѓутоа е по нешто уникатно, единствено и некои работи кои што ги содржи тој рудник се ги има само тука и никаде на друго место во целиот свет. Карактеристично е тоа што во тој рудник е пронајден некој минерал кој што е наречен лорандит и за кој се смета дека може да ги зароби неутрино сончевите честички, преку кој може да се открие начинот на процесите на функционирање на сонцето, а со тоа се смета дека и може да се открие потеклото на целиот космос. Меѓутоа, јас не сум стручник во таа област, од тоа што го имаме слушнато од луѓе кои што се покомпетентни во таа област, не е кажано дека тоа е уникатно, единствено, бидејќи во светот се прават специјални лаборатории, не знам колку длабоко под земја, неколку километри, за да пробаат да ги заробат тие честички, а ние го имаме тука, во природна форма и тоа е нешто што е највредно и уникатно за ова место. Значи, самото име Алшар е мистериозно и од тука е допри го сонцето открија тајната за почетокот на светот. Тоа беше една од тие работи кои што доведе да го одбереме тоа мото. Се надеваме дека наредниот пат кога ќе не поканите ќе имаме и соодветно лице, многу подетални информации да ви даде за самото место. Да не откриваме многу информации, да оставиме нешто и за наредните години. Добро, сепак има некоја символика, тоа ми беше прашањето, значи има некое значење. Што беше пресудно да се организира на 11 и 12 јуни или пак се работи за чиста случајност? Ова е наш прв настан. Искрено внимававме многу да не се поклопиме со другите настани од рекреативен карактер. Сегаш внимававме на времето, на временските прогнози дека почетокот на овој месец вегетацијата на самата шума е искрено со добри пејзажи. Така. Нуди одличен поглед за сите оние кои што ќе се пријат. Во тој период од годината има помалку врнежи од дожд, сепак се работи за планина и стазата, посебно големата стаза за големата велосипедска тура, во најголем дел е во густа шума со големи сенки, каде што и многу мала количина на врнежи од дожд доведува да се створи кал
кое што можеби, доколку е во друг период од годината, би представувал голем проблем за сите учесници на таа тура. Сепак и на изминатиот викенд имаше во големи количини кал на стазата, меѓутоа Едно од подобрите работи. да, излезе дека сите учесници се тоа беше една од моментите кои што најмногу им се допадна и ужива кога беа вратени на крајот од стазата. Ние на еден начин им се извинувавме дека и ние не очекувавме дека ќе има толку кал на стазата. Меѓутоа нивните реакции беа па тоа е најпрекрасното нешто што беше покрај сите други работи, меѓутоа калта е за ваков тип на планински тури е она што дава како да Тие што кажем, присуствувале што го сигурно веќе се обележува, навикнати на тоа, бидејќи претпоставувам дека не возат само во летниот период. Во однос на локацијата, што беше пресудна? Па пред се беше пресудна, беа пресудни убавините на Кожув планина. Како што кажа Бојан, при првата наша обиколка пред се на големата тура, сакавме сето тоа да го доведеме до сите љубители на природата, љубители на велосипедизмот, планинарењето, па и онака љубители на убавите пејсажи. И едноставно тоа беше и местото кое што ни е еден дел од нашето секојдневие. Го поминувате. Да. Дали некој друг помогна да се реализира настанот или пак беше во организација само на вашето здружение? Во координација со планинарското друштво Орле имавме во понуда ставено 2 планинарски тури, голема и мала. Големата беше негде 15 км, малата 5. Во крајен момент на настанот се пријави уште една група медитеријан атлети кои изразија желба да трчаат низ пределите на Кожув и сами поканија своји гости и дадоа една посебно значење на овој настан. За до година се надеваме дека ќе земе многу поголема бројност планинското трчање. Так. На самиот почеток споменав дека на настанот имаше голем број на учесници, но исто толку голем број на посетители. За колкав број станува збор? Не мораме да кажеме во точни бројки, бидејќи на вакви настани не да може. се зборува околу цифри, бројки, меѓутоа сите наши првични проекции или очекувања за посетеноста на овој настан беа неколкукратно надминати. Тоа сакав да ве прашам, дали ви се надмина очекувањата, дали очекувавте дека ќе има Неколкукратно, значи ние како организатори во самиот почеток на подготовките за овој настан, одевме со некоја бројка како организатори со кои што би биле задоволни како успешно организиран настан, со некоја бројка од 200 до 250, максимум 300 луѓе. Како се почна со објавување на настанот, со пријавување пред се на Facebook, потоа и со телефонски јавувања, со мејлови, таа бројка значи драстично се зголеми, не ја знаеме точната бројка, меѓутоа сигурно имаше преку 1000 посетители. Така. Колку време им беше оставено за да можат да се пријават? Па пријавувањето и настанот на Facebook беше објавен уште пред Нова година. Со точно кажан датум, Значи што од тогаш може да се пријавува? Да пријавуваат интерес и да поставуваат прашања. Да поставуваат прашања околу настанот, Дека сепак се работи за прва година, за прв настан. Сите информации не ги добија одеднаш, меѓутоа постепено им ги дававме тие информации за тоа што ние не бевме во моментот, освен датумот за кој што бевме сигурни, не бевме во тој момент подготвени, иако ги знаевме кои се рутите по кои што ќе се вози и планинарењето исто и планинското трчање, во тој момент не беше, меѓутоа се вклучи малку подоцна. Ги немавме исцртано и да им ги покажеме каде точно ќе бидат тие стази. Меѓутоа, со тек на време ги објавувавме и дополнително и сите тие информации. Така, што е важно дека уште од самиот почеток кога сте го објавиле настанот имаше заинтересираност. Да. Оние кои биле веќе знаат, меѓутоа ајде да ги запознаеме останатите. Каква беше програмата што се случуваше на првиот и на вториот ден од настанот? Вака програмата во саботата започнавме со пречекување на луѓето кои што дојдоа за кампувањето. Од 12 часот започна и ревијалната мотокрос тура, која што се вози со неколку крос мотори, со 4 цикли или така наречени АТВ-а,
Исто им благодариме и на луѓето кои што дојдоа од различни делови на Македонија да учествуваат во тој дел, во таа тура. Потоа имаше вечерта имавме презентација на кавадаречките народни приказни, Премиерна проекција на записот на Ѓаволот од Мајдан, по која што следуваше и огномет кој што беше наменет и за премиерата, а и за нас како прв пат кој што го организиравме овој настан. Имаше рок група која што даде една добра забава и на крајот завршивме со диџеј. Во неделата имавме организирано доручек за сите оние кои што доаѓаа само за турата, значи кои што не беа од саботата вечерта. Традиционални кавадаречки пишии. Да, на 5 километри од целото мрежичко. Да. Послужени со наш тиквешки маџун и локално сирење и специјалитети од сирење. Јогурт, така. Лозова тиквешка. Да не ја заборавиме. И се она што е карактеристично за тој регион. Така. Беше мало изненадување, значи на неколку километри од село Мрежичко, од кампот, имаше поставено како пункт штанд, кој што за сите кои што идеа на настанот беа, значи, како што каже и Ласко, пречекувани и пријатно изненадени со така мала закуска, со нешто што е традиционално во нашиот регион. Тоа беше на самото место. Значи на самото место има можност да гледат како се приготуваат традиционалните. Од 10 часот ги почнавме сите тури, малата велосипедска, големата и планинарските тури и трчењето. И потоа веќе настанот се одвиваше самиот по себе. Од 3 часот, односно пред 3, како беше почна да се служи ручек. За време на тоа имавме забавна програма и забава и за сите учесници и оние што беа вклучени во трките, но и оние кои што дојдоа како посетители. И на крај завршивме со наградната игра и доделување на подароци од нашите помагатели и спонзори. Навистина сте имале одлична организација. Вие ни пренесовте дел од атмосферата со зборови. Во продолжение ќе погледнеме краток видеоматеријал да видиме што се случувало во текот на изминатиот викенд на Кожув планина.
Ете го погледнавме прилогот, почитувани гледачи, можевте накратко да погледнете што се случувало во текот на изминатиот викенд на Кожув планина. Пред да почнеме понатаму, Така. сакаме една јавна благодарност да искажеме до Игор Јовановски, порталот Cards for Training, кој ги долови и самите може да видите најубавите моменти од нашиот настан. Преку прекрасно видео. Сега за сега, мислам дека ќе следуваат уште многу други, затоа што имавме и многу други пријатели кои што со дронови, со повеќе камери на сите стази Го снимана. И имаат поддршка. материјал, меѓутоа треба да Ali помине искрено- одреден временски период за да сето тоа се склопи да излезат повеќе вакви видеа. Се Али надевам. Игор стварно искрено ни изненади. Да. Уште утрото И ви беше се искажуваме спремно. благодарност за тоа. Благодариме. Благодарим. Веројатно по завршувањето на настанот ви беше потребно повеќе време за да ги сумирате впечатоците. Сигурно сте добила коментари од страна на присутните кога ќе направите една комплетна слика. Дали сте задоволни од она што сте го постигнале? Во целина, коментарите беа позитивни. Пред се ние сме задоволни од самите себе, што го постигнавме тоа што ни беше како зацртана цел. Доста позитивни коментари слушнавме и од познаници и од непознаници, што беше што ни даде и додатна енергија за сета работа, за напред да се потрудиме да организираме уште поубав настан од овој што сега мислам оваа година го Колку сме кај коментарите, ние добивме позитивни коментари, али ви искрено и вашите да ги пофалиме. Велес Байкинг беа толку културни што можат сите велосипедисти, мислам групни И кампери. кампери да учат како се редоследот на целиот настан. Значи толку културно се поставија, не ги забележавме и кога се собра, како џубре околу нив искрено не оставија. Свакам час една голема благодарност за нивниот однос и поштовање спрема нас. Дали можеби добивте некои негативни критики или нешто што би требало да промените наредната година или нешто вие самите што сте забележале дека треба да се промени? Па, тргнува од мене лично, јас знам дека и другите што се во организацијата на овој настан, повеќе ги сакаме критиките отколку пофалбите, затоа што мислам дека само со критики, нормално добронамерни критики и издржани критики, може да се подобриме и да најдеме каде сме направиле ненамерни пропусти. Значи, секој може да направи грешка. Особено кога прв пат се организира Да, тоа нешто. што сакам да го кажам, и луѓе кои што се можеби условно кажано и аматери во оваа работа. Значи, ние сите почнавме од нула, немавме никакви искуства во делот на организирање на нешто вакво, на настани од овој тип. Сите сме професионалци, можеби во другите области каде што работиме, меѓутоа во овој дел сме почнавме од нула. Можеби направивме многу, во одредени моменти се импровизиравме, се одлучуваше, се донесуваа одлуки во дел од секунда, немаше време за да се консултираме едни со други, туку беше оставено секој да одлучи во моментот што е најбитно и најсоодветно за да се реши одредена ситуација, затоа што се справивме со огромна маса на народ, имавме одредени проблеми околу разминување, меѓутоа тоа го решивме со токи-воки или радиостаници. Бевме на неколку точки во координација, пропуштање на возила, затоа што ако не беше тоа така координирано, ќе се соочивме со проблем на голема неможност за разминување на возилата и стварање на одредени тензии. Така да мислам дека добро се справивме со сите ситуации, нормално дека имаме и ние, што си ги знаеме, голем број на пропусти. Што конкретно можеме нешто да наведеме, еве што треба да се промени за веќе? Па еве, кажав околу паркингот, прво и основно. Што знам, не би сакал сега јавно. Мислам дека да ги оставиме за нас тие работи за да ги решиме и самите тие што биле оваа година и кога ќе дојдат наредната година да видат и да не забележале, меѓутоа да ги забележат тие подобрувања на некои работи каде што ние знаеме дека сме направиле мали, можеби ненамерни пропусти. Најголемата критика што имаме веќе и на социјалните мрежи и општо е критиката ако не го организираме до година овој настан. Така. Што значи дека веќе планирате да се организира повторно овој настан? Како аматери се трудевме да го организираме што е можно подобро, но сепак станува збори за жива материја, работа кај што нормално. Да, како што кажа и
претседателот се менуваат во секунда, се одлучуваат во секунда. Така да во целина сме задоволни од организацијата. Кога е настано отворено и кога има толку многу луѓе, нормално е некогаш да има и некои пропусти. Тука исто користам прилика и да им се заблагодариме јавно на сите членови на Сдруженијето и сите оние кои што несебично помогнаа во организацијата и во спремање на теренот за сето тоа да биде такво какво што беше. Така. Имаше и луѓе сега. Значи како спомнувам, значи навистина голема, огромна, нема зборови кои што може да искажат таа благодарност на оние кои што беа директно и кои што во моментот кога не видува во каква гужва сме и неможност да ги пристигнеме сите тие обврски работи, сами се понудија во моментот почнаа и помагаа таму кај што можеа да помогнат. Значи благодарност до сите. Ако почнеме да ги набројуваме со име и презиме, емисијата би можела да трае до утре сабаје. Верувам дека ќе се пронајдат сите, благодарност ви искажуваме повторно. Мислам дека споменавме се околу настанот, она што би сакала да споменеме во остатокот од времето е нешто за Сдруженијето. Од кога е формирано, колку членови број? Сдруженијето е оформено од декември 2015. Моментално сме негде младо сдружение. Моментално сме негде околу 30-тина, али после настанот бројката за заинтересираност во Сдруженијето е многу поголема. Иако како идеја може би е поодамна, 1, 2 до 3 години, сепак требаше да помине одредено време за таа идеја да созрее, за да не се избрза, туку да мислам дека беше и правиот момент со подготовките и околу настанот и околу официјалното формирање на нашето сдружение. Мислам дека за сега, ако сме млади, сепак стекнавме огромно искуство преку организација на овој настан. Така, релативно младо здружение сте си земале за предизвик да организирате ваков настан, тоа е секако за пофалба. Кој се може да биде член на здруженијето? Член на здруженијето според нормално како и секое друго здружение си имаме свој статут, мисии и цели. Може да биде полнолетно лице со навршени 18 години или малолетно лице од 14 до 18 години со нормално подпишана пристапница и изјава од родител старател. Така да тоа е тоа. Немаме некои ограничувања, возрастни, полово ограничување или било какво друго. А на кој начин ги организирате еве овие акции? Одржувате ли состаноци каде ги собирате сите идеи? Да, се собираме, значи и синоќи имавме еден состанок. Со место на состаноци имаме клуб простори кои што уште ги подготвуваме. Бевме многу зафатени околу настанот, иначе имаме и место каде што се собираме, каде што ги одржуваме тие состаноци, средби, од кои што произлегуваат нови идеи кои што потоа може дали може или не може да се реализираат. Значи имаме огромен број на идеи кои што некој може сега, некој треба да помине одреден временски период за да ги реализираме. И договарањето и сето тоа од кога ќе се договорат тие одредени активности, најчесто ги објавуваме и на нашата Facebook страна, Facebook група. Имаме и Viber група за тие членови каде што не е се за да се објави на Facebook, меѓутоа таму се делат нон-стоп сите информации. Споменавме повеќе пати дека сте релативно младо здружение, дали се јавувате и како организатори на некои други настани или како учесници? Како учесници, значи сме подржували и предходно и пред да се формираме како здружение и сега, значи на сите наши пријатели од сите градови од ваков тип кои што организираат ваков тип на настани, се трудиме максимално колку можеме поголем број да присуствуваме, значи сме били на настани организирани до 50 луѓе од кавадарци. Иначе од ваков тип како Алшар е само овој настан. Имавме и предходно пред да се формираме така една помала организација наречена Моклишка тура тука за време на Гроздоберот. Тогаш бевме во фаза на формирање како здружение, меѓутоа не бевме официјално издружение. А иначе еднаш неделно најмалку имаме организирани тури каде што се организираме и заедно групно возиме одредени предели во околу Тиквишијата, а ги има премногу. И би сакала на самиот крај да ве замолам и ве да дадете една општа препорака до сите наши гледачи зошто да спортуваат или зошто конкретно да се одлучат за велосипедизмот. Ете секој поединечно од вас.
Па јас во интервју на КНС на локално радио исто ме праша, вика, дали е здраво да се вози велосипед. Јас само кажав, не е здраво да не се вози и да не се спортов. Така. Значи тоа само би го кажал и би нагласил. Да се вози велосипед, тоа ви е 3 во 1. Рекреирање и откривање на недопрени предели, здрав живот и здрави навики. На секој порачуваме да се уклучи. Значи, прво и основно цел ни е да привлечеме што повеќе луѓе да излезат во природа. Нормално, ние како Сдружение за развивање и унапредување на велосипедизмот со посредство на велосипед. Меѓутоа, дали би било тоа планинарење, прошетка, независно да не знаем сите во какво време живееме, дека сме под големи стресови. Младите се Динамичен претежно пред живот. компјутер, динамичен живот, така да тоа Жалост ни ми беше да не целта. искористиме Да ги проба диви природата јаготки која околу што Да, ја имаме околу нас. че тоа е целта, Да. да ги мотивираме луѓето да излезат во природа и да поминат сакат прекрасни природа. моменти. Али да поштуваат. Така. Да. И јас ви благодарам многу на гостувањето, ви честитам уште еднаш на успешната реализација на настанот, ви посакувам да организирате уште многу вакви настани, верувам дека сите посетители и учесници ќе уживаат. Благодарност уште еднаш до вас. Ви благодарам и Благодарам вас и на за вашата покана. телевизија К1, која беше директно вклучена на настанот, која известуваше во живо на неколку пати. Сепак ви благодарим. Благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со нашите гости, а вие во продолжение ќе ги погледнате рекламите.